Добро вечер. Додека главното внимание на јавноста е свртено кон скандалозна изјава на партиски лидер за двојазичност, односно задолжително учење на албански јазик во Македонија, продолжување на рамковниот договор и мултиетнички пристап за идентитетот, еве што се случува на истокот. Го следите дневникот на Канал Плюс, пред се кратка најава за делот со држините. Денес 23 мај е национален ден на власите. Овој ден се одбележува како национален ден од формирањето на првите посткомунистички влашки здруженија. Во штипската населба Баби утре во недоизградениот храм Свети Кирил и Методи ќе се одржи сенароден собир. Од прегалничката епархија и од црковниот одбор на храмот повикуваат на масовност. Шармот на полнолетството синоќа дефилираше по главната улица во Виница. 156 матуранти го одржаа последниот класен час, исправени пред новиот лавиринт од предизвици. Денес, 23 мај, е национален ден на власите. Овој ден се одбележува како национален ден од формирањето на првите посткомунистички влашки здруженија. Традиционално секоја година властите од Македонија го одбележуваат нивниот ден во хотел Александар Палас во Скопје. 23 мај национален ден на власите. Ден кога во 1905 година турскиот султан Абдул Хамид II за прв пат ги признал власите како посебен народ, со право да се образуваат на својот мајчин јазик, да имаат право на одржување на богослужба на влашки јазик, да публикуваат книги и списанија на влашки јазик и да имаат своји инспектори по училиштата. По повод денешниот ден, градоначалникот на Штип им го честита националниот ден на сите власи. Штип е град каде живеат многу луѓе од влашка националност. Тие се лојални и многу вредни и посветени граѓани, многу работливи и мислам дека нивната култура и нивните традиции се битен дел од нашиот град. Така да сакам да им посакам просперитет, дека ние ги поддржуваме како град и како локална самоуправа. Традиционално, како и секоја година, во Скопје во хотелот Александар Палас ќе се одржи централна прослава од цела држава. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека 23 мај, националниот ден на власите, е неработен ден за граѓаните припадници на влашката заедница. Во штипската населба Баби утре во недоизградениот храм Свети Кирил и Методи ќе се одржи сенароден собир. Од прегалничката епархија и од црковниот одбор на храмот повикуваат православните христијани масовно да присуствуваат на одбележувањето на денот на македонските просветители. Со тоа, освен што ќе присуствуваат на водосветот и сечењето на славскиот колач, ќе можат да донираат средства за побрза изградба на храмот. По повод големиот христијански празник посветен на светите браќа Кирил и Методи, утре со почеток во 10:30 часот во храмот Свети Кирил и Методи, кој е во изградба во штипската населба Баби, ќе биде извршен водосвет и ќе биде пресечен славскиот колач. Секоја година се собираме овде, осветуваме вода, го пресечуваме славскиот колач и после тоа се одржува се народен собир. Сенародниот собир во недоизградената црква Свети Кирил и Методи во населбата Баби го организира црковниот одбор, откаде велат дека ќе се служи свечен ручек и апелираат до сите верници масовно да се соберат во недела и да донираат за побрза изградба на храмот. Ги поканува сите жители на град Штип, значи не само населба Баби и пошироко, на ден 24 пети, тоа се паѓа во недела, во 11 часот ќе даваме ручек, ќе има музика, така да го прославиме овој свети ден. На тој ден ќе има давање ручок и се покануваат сите граѓани што су слободни, ја мислим да су слободни во недела сите, масовно да го посетат со свој допринос да се градба продолжи понатака у побрз рок да завршиме овај светиј храм. Трета година како во градба, иначе темелите су поводамна ставени, а ние са како нов црковен одбор малку сме убрзали работата со помош на сите граѓани, не само од населба Баби, него и пошироко. За изградбата на оваа црква, чии темели се ставени многу години наназад, веќе се најдени неколку донатори, односно собственици на фирми и конфекции. Полека со Господ напред, више се гледа, више една купола, уште 3 па нагоре и така ќе си поклопи до години да биде покривена. Понатака, што Господ даде то.
За светите Кирил и Методи многу се зборувало и ќе се зборува. Сепак да се повтори дека тие се основоположниците на словенството. Се верува дека темелот на глаголицата го поставиле токму во Брегалничката епархија. Јас сметам дека тоа е навистина точно, медејќи сите оние истражувања што се направени и јас што имам прочитано, најверојатно тие дошле на подготовка овде за мисијата, моравската мисија, и токму овде ја создале азбуката и потоа отишле да ја извршат својата мисија. Повик до сите христијани во Штип и Штипско да го посетат храмот во недела испраќа и старешината Ереј Златко Николовски. Шармот на полнолетството синоќа дефилираше по главната улица во Виница. Средното општинско училиште Ванчо Прке го врати шармот на традицијата од пред неколку децении. 156 матуранти го одржаа последниот класен час, исправени пред новиот лавиринт од предизвици. Младоста во фокусот на јавноста е еден ден во годината кој треба да го паметат не само матурантите, туку и виничани. Шармот на полнолетството вчера за прв пат после децении дефилираше по главната улица. Се врати шмекот на традицијата за кој раскажуваат генерациите од 60-тите и 70-тите. Долгите свечени тоалети беа адутот на матурантките синоќа, различно од претходните години. Немаше лице од кое не зрачеше насмевката на најубавите 18 расцветани и раскошни години. 156 матуранти синоќа го одржаа последниот класен час во училиштето Ванчо Прке. Секој во зависност од трудот кој го вложил, со такво изнаење излегува од овде, но според дел од класните раководители, просекот е солиден. Оваа генерација завршуваат гимназиско образование 110 ученици, релативно добра генерација, нормално како и останатите генерации, и таа со своји манири, со доста амбиции, позитивни манири, доста амбиции. Најголем дел секако планираат да се запишаат на високото образование во Македонија, но одредени ученици има и со амбиции да се запишаат и во странство, како во Словенија, во Австрија и на други места проявуваат интерес. Најголем дел од учениците полагаат државна матура од гимназиските ученици. Инаку, просекот е многу добар, некаде околу 4 средниот просек на учениците од гимназиската група на ученици. Тука се повеќе комбинации со нормално за проходност на одредени факултети. Во еуфоријата, размислувањата се сведуваа на добра забава, меѓутоа, некои веќе ги скроиле и плановите што понатаму. Најубавата вечер е денеска за нас, што ќе ја паметиме долго време. Имам зацртано да продолжам на факултетот за археологија. Преубавам, најзадоволни. Информатика нешто, можеби во странство на англиски, не знам. Благодарни сме на сите што ни беа блиски, бевме како фамилија. Годините од средношколските клупи никогаш нема да се повторат, бидејќи секој чекор понатаму е нов лавиринт од предизвици, кој секој различно ќе го минува и поминува. Епитетот матурант на генерацијата во Средното општинско училиште Методи Митевски Брица од Делчево го доби Сања Димитрова. 10 најдобри матуранти добија награди за патување во европските земји, доделени од општината. Сања Димитрова го доби епитетот ученик на генерацијата матуранти 2014-2015 од Средното општинско училиште Методи Митевски Брица од Делчево. Таа е една од 10 најдобри матуранти кои го добија наградното патување од општина Делчево. Општината 5 година поред со цел промоција и поддршка на образованието и стимулирање за повисоки резултати во средното образование, со финансиски средства од буџетот на општината на 10 најдобри од генерацијата на свечената церемонија пред матурската вечер им ги додели наградите, со кои добија патување во познати европски дестинации. Секоја генерација си носи своји обележја по кои останува во колективното паметење. Како нова генерација ви посакувам да останете запаметени по вашите достигнувања и успеси кои ги постигнете во вашиот понатамошен живот. Се надевам дека знаењето со кое што се стекнавте досега ќе биде водич понатаму во образованието и дека ќе бидете успешни на универзитетскиот маратон кој е пред вас. Директорката на Делчевската гимназија, обраќајќи се на свечената церемонија, рече дека се гордее со своите ученици и им посака успех во понатамошното образование и кариерата. И покрај многу предизвици, бури, влијание и активности од различен вид, насочени кон вас, вие,
Успеахте, останахте достоинствени, честни и сепак ученици. На сите вас ви се заблагодарувам што дадовте допринос во развојот на училиштето и градот и исто како и на вашите професори, класни раководители кои сите овие години беа заедно со вас. Вечерва знам дека сите сме горди на вас, затоа што тоа е голем ден кој означува крај на едно поглавје кое сигурно ќе остави траги во нашите животи и кариери. За крај на свеченоста, изненадување за матурантите беше спектакуларниот огномент, пошто продолжија со матурската забава, која траеше до раните утрински часови. Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево доби нова биста. Поводот е 42 годишнината од основањето на училиштето, а бистата е изработена од ученик од ова училиште. Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево доби нова мини бист. Причината е патрониот празник на училиштето кој годинава навршува 42 години од своето постоење. Чест и гордост ми е да им го честитам празникот на вработените. Училиштето денес слави 42 години постоење. Патронот на нашето училиште Ванчо Прке доби оваа година биста. Бистата е изработена од наш ученик. Мини бистата е мал скромен подарок од ученикот Андреј Трајанов, кој што го изработи со помош на својот 3D принтер, изум со кој што учествуваше на државниот надпревар по народна техника и го освои првото место. Нов модел на машини кои се користи во новиот свет на технологијата. Инаку во својот одговор на свечената манифестација по повод патрониот празник, директорот Сашко Ивановски истакна дека Делчевското училиште ќе продолжи да се залага за вредностите кои што го красеа Ванчо Прке, херојот кој трагично загина на Плачковица во далечната 1943 година. Ќе создаваме трајни добри вредности и ќе развиваме патриотизам и човеколюбие. Тоа беше негова желба, тоа беше негов памет, тоа е наш завет. Инаку во источниот регион, освен Делчевското основно училиште, името на Ванчо Прке го носи и средното општинско училиште во Виница, како и основното училиште во Штип. Општина Чешиново Облешево потпиша договор за заштита и подобрување на квалитетот на водите, проект финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање. Министерството ќе обезбеди финансиска и друга поддршка за изработка на техничка документација за изградба на пречистителна станица на фекална канализација во селата Уларци и Соколарци во општина Чешиново Облешево. Договорот го потпиша градоначалникот Костадин Личков и министерот Нурхан Изири. Невладината Цивитас продолжува со активности за собирање средства за лекување на штипјанецот Иван Стојанов. Денес на мини поштадот во центарот на Штип има отворено штанд на кој се продаваа книги со символична цена од 50 денари. Цивитас најавија дека и во иднина ќе продолжат со хуманоста за собирање средства за својот граѓанин Иван Стојанов. Одзивот на Штипјани е доволен. Се работи за книги од проза и поезија од наши домашни автори, македонски автори. Книгите се по символична цена од 50 денари. Цивитас не застанува овде. На 18 мај ќе организираме театарска представа. Исто за средствата ќе бидат наменети за лекувањето на Иван Стојанов. Настанот ќе биде реализиран во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во 19 часот на 18 мај. И покрај активното работење на општина Штип и задоволството од градоначалникот, граѓаните апелираат за асфалтирање на улицата за спојување на медицинското училиште и населба Деснаци. Општина Штип активно работи на своите инфраструктурни проекти, од кои еден е асфалтирањето на улицата во општина Штип. Но за да се обезбеди поефикасно и побрзо пристигнување до средното општинско медицинско училиште Јане Сандански од населбата Деснаци, жителите од овој дел апелираат до општината и оваа улица да се асфалтира. Се надаме дека ќе направат, има обеќања и треба да се направи. Граде се веќе медицина надоле сега асфалтират, може и оваа е наред. Може ќе дојде ваа наред улица. Надаме се да се направи. И треба да се направи. Секој е расположен колку може да се најде начин да се со средства, ќе помогнат и луѓето. Ние имаме еден апел граѓаните од ваа населба до градоначалникот на општина Штип. Гледаме
изминатата недела асфалтират се неколку улици низ градот, па ако може да организира и оваа улица тука да се асфалтира. На нас, сите тука што живееме, единствена желба ни е двете улици да се состават, оваа од Деснаците и оваа на Мирчацев што е, до медицина школо, то ни е и да ни стават канализација. Ништо друго ние не сакаме. Кој ќе ни го тоа направи, сите гласови за ни ќе ги дадеме. Доколку се овозможи асфалтирање на оваа улица, ќе се обезбеди почиста и поздрава околина за оние кои живеат овде. Исто така сите такси превозници ќе можат поефикасно и побрзо да вршат јавен превоз до медицинското училиште. Мексиканските владени сили за безбедност убија 42 лица осомничени дека се членови на наркокартел во вчерашната престрелка во Западно Мексико. Еден припадник на федералната полиција, а уште еден е ранет во 3-часовната престрелка, која се случила на ранч во близина на границата на сојузната држава Мичоакан со државата Халиско. Во самоубиствен напад на шиитска џамија во Елкати во источна Саудиска Арабија, според првичните вести загинале 19, а десетици лица биле повредени. Нападот бил извршен во време кога верниците го клањале џума намаз. Полицијата покрена истрага за откривање на напаѓачите. Холандската влада донела закон за забрана на носење бурка на јавни места, вклучувајќи училишта, болници, згради на државни установи и јавниот превоз, а текстот треба да го одобрат двата дома на парламентот. Според текстот на новиот закон, жените што во јавност ќе носат бурка, наметка што целосно го покрива телото и лицето, ќе мора да платат 400 евра казна. Американските фармери беа принудени да убијат околу 40 милиони пилиња и други птици, откако најзаразен вид птичји грип го нападна тој сектор. Тоа предизвика и скок на цената на јајцата. Се верува дека особено заразениот птичји грип го пренеселе диви патки и гуски, а тој се проширил на 15 сојузни американски држави и 2 канадски покрајни. Потпаролот на украинската војска соопшти дека во последните 24 часа еден украински војник бил убиен, а 5 биле повредени во судирите меѓу владините сили и сепаратистите поддржани од Русија. Во земјата се уште има инциденти и покрај договорот за прекин на огнот постигнат во средината на февруари. Завршни надпревари ќе се одиграт утре во првата македонска фудбалска лига. Утре во 16:30 ќе се одиграт надпреварите во плей-оф и плей-аут фазата. Уште 2 кола до завршувањето на сезоната, фудбалскиот клуб Брегалница е на првото место во плей-аут фазата со 42 бода, пред Турново со 36, Пелистер 36 и Тетекс 11 бода. Брегалница утре ќе игра против екипата на Турново, кои се на второто место на табелата. Мислам дека од овие екипи кои што се во плей-аутот, Турново е една од, можеби со нас, тука некаде, можеби квалитетна екипа која што знаела и таму кога сме играли и тука кога сме играли, значи имаат добра екипа, млада екипа со одредени искусни играчи, значи спои многу добро на младост и искуство. И сигурно представува еден тежок противник за нас, меѓутоа ако ние успеавме на двата надпревари и во Турново и овде да ги добиеме, ќе покушаме и сега нас ни одговара и резултат да биде нерешено, значи ќе дадеме се од себе, да останеме непоразени, да ја завршиме таа одисеја за обстанок на Брегалница со директен обстанок без бараж. Пред се сакам да се заблагодарам на сите верни навијачи на Брегалница, на сите искрени кои беа со нас овие година дена и мислам дека утре по мене ќе обезбедиме и теоретски обстанок. Утре нас чека многу тешка утакмица, како до сега сме имали секоја утакмица многу тешка и утре ќе нам биде многу тешка. Сакам да кажем да најбитно е да во екипу е феноменална атмосфера и утре сме спремни, ќе играме максимално. Фудбалскиот клуб Брегалница блеска оваа сезона, особено во вториот дел од надпреварувачката сезона 2014-2015 во првата македонска фудбалска лига. Од плей-аут фазата утре ќе се одигра и надпреварот помеѓу Пелистер и Тетекс.
Ово беа содржините подготвени за ова издание на Дневникот, а воедно овде ми престанува да ви посакам пријатна саботна вечер.